Светскиот ден на хронична обструктивна белодробна болест или ХОБ се организира секоја година од страна на глобалната иницијатива GOLD во соработка со здравствените работници и пациентите со ХОБ во повеќе од 50 земји. Клиниките за пулмологија и алергологија секоја година учествуваат во ова глобално случување со организација на различни настани од едукативни предавања за пошироката јавност, работилници за пациентите и стручни дискусии. Пушењето представува главна причина за ХОБ. Друг ризик фактор се аерозагадувањата, професионалната изложеност на штетни гасови, праши на химикали и генетски фактори, неконтролирана астма и така натаму. Најчестите симптоми на кои се жалат пациентите се отежнато дишење, гушење, недостаток на воздух, кашлица со искашлување на секрет и придружни други елементи. Статистиката всушност говори дека хроничната обструктивна белодробна болест има висока преваленција и убива повеќе милиони луѓе во светот, така и кај нас околу 3 милиони луѓе годишно умираат од ова заболување. Тоа е заболување хронично, доста тешко инфламаторно заболување на дишните патишта, кое што води кон прогресивно намалување на протокот на воздух низ дишните патишта и неповратен губиток на функцијата на белите дробови. Всушност, тоа доведува до нарушување на општото здравје на пациентите кои што боледуваат од оваа болест и доаѓа до нарушување на квалитетот на живеењето, што е исто така многу битно. Статистиката во Македонија говори дека околу 150.000 луѓе се боледуваат од оваа болест. Причини за настанување на оваа болест представува аерозагадувањето, пред се најпрва причина представува пушењето, како ризик фактор, посебно на пациентите кои што се повеќе години пушачи. ХОБ инаку представува прогресивно, но истовремено и превентивно третирачка болест на белите дробови која делува до тежното дишење, наклонетост кон влошување на респираторните симптоми и низа пропратни сериозни болести. ХОБ е една од најчестите заболувања во светот, представува главен растечки здравствен проблем и постепено се искачува на трето место како причина за смртка и возрастната популација. Иначе од симптомите на хронична продуктивна кашлица се јавува кај пациентите замор и чести влошувања на состојбата. Доколку не се лекува пациентот, всушност и последиците најчесто овие пациенти завршуваат на 24 часовна поддршка на кислород и во домашни услови. Според податоците на Светската здравствена организација, 328 милиони луѓе боледуваат од ХОБ, што представува 5 до 10% од светската популација, и тоа 168 милиони мажи и 160 милиони жени. Според последните истражувања на студиите, околу 3 милиони луѓе годишно умираат од ХОБ. Најголем процент од нив, повеќе од 90%, се случуваат во слабо и средно развиените земји.